Здраво, здраво! Ова е најновото, првото издание на Лајт за оваа 2014 година. Уште еднаш ќе искористам можноста да ви кажам среќна нова 2014, да ви биде берикетна, да имате многу здравје, среќа и успех. Она што ќе го обработуваме денес во Лајт е дека имаше најмалку 3 свршувачки за време на најлудата новогодишна ноќ. Инаку се анализира и за тоа колку македонците подаруваат за време на божикните празници. Па ова нека биде доволен мотив да го гледате и ова издание на Лајт. Започнуваме веднаш. Помина најлудата новогодишна ноќ, Дедо Мраз ја заврши својата работа, но сега се прашуваме колку македонците ја одржуваат традицијата да подаруваат и за време на божикните празници. Откако ги добивме подароците од Дедо Мраз за нова година, наред се подароците за време на Божик. Но колку всушност македонците подаруваат за време кога се одбележува Исусовото раѓање? Дали за време на божикните празници македонците имаат навика да подаруваат на своите најблиски? Да, точно е. Подар. Па, секој пожелба што било влечки, некои папучи, нешто прехранбено, да речеме, неко пулитанки, чоколади, така се дава. Тоа е како за здравје, символ на верата на Божик празников, тоа е православен и тоа е стара традиција. Што мислите, дали македонците имаат традиција да подаруваат за време на божикните празници? И тоа не подаруваат, многу малку за божичните празници. Што да подарат? Нема што да подарат. Кај многу македонци навиката за подарување за време на божикните празници се изгуби, но сепак за среќа останаа и такви фамилии кои што го почитуваат ова и подаруваат на своите најблиски. Кога се во прашање божикните празници, едно истражување вели дека мажите се подарежливи овој период, односно секој маж купува подарок за својата девојка или жена. Она што следи е занимливост во Лајт. Кога е во прашање уметноста, што ли уште нема да видиме? Ова е дело на уметникот Ли Хумбо, за тоа како функционира една од неговите хартијани скулптури. Уметникот за своето дело рекол: дали издлабив еден джиновски блок од хартија кој може да се проширува како хармоника. Ова е како да прашувате магионичар како научил да прави магија. Најмалку тројца штипјани на лудата новогодишна ноќ ја запросија својата девојка. Од 1 јануари, кога ќе го отворите вашиот Facebook профил, сигурно ќе забележите дека некои од вашите пријатели веќе го промениле својот љубовен статус. Некој од сингл преминал во relationship, ама неретко се случува и промената на статусот да отиде во engage. Колку свршувачки прстени се купиле овој период? Па, претежно, машките купуваат прстени пред нова година, за да ги запросат своите жени. Обично, секоја година, тај период е најчесто за просувањето, околу новогодишните празници. И кои се предлозите или што најчесто купуваат момчињата? Значи, најчесто купуваат прстени со еден камен, вакво нешто, значи претежно тоа, значи најубаво нешто. Сега зависи од вкусот на мажот, значи каков вкус има, али претежно овие со еден камен, сега со повеќе циркони, обичен, едноставен, со голем камен, со поситни кристали и така. Знавате ли парови кои се свршиле за време на новогодишната ноќ? Да. Да, и тоа ми е роднина. Да, и тоа беше свршувањето, мислам од Грција дека е. Да.
А што мислите за тоа, дали е романтично да се запроси девојката на новогодишната ноќ? Па јас мислам дека секоја врска треба така да заврши, а па посебно па на ваква убава вечер. Знам неколку парови кои се запросили девојка. Да. А можеш ли да ми кажеш дали според тебе романтично да се запроси девојката за нова година? Па наравно да е романтично. Леп чин. На се по-романтичен начин момчињата сакаат да ја побараат раката на својата девојка и тоа најчесто ќе го сторат на најлудата новогодишна ноќ. Но дали сте знаеле дека дури 51% од жените кои се во врска го очекуваат прашањето на своето момче: дали ќе се омажиш за мене? На нова година, кога стрелките на часовникот се поклопија, во моментот кога партнерите си посакуваат среќна нова и се најубаво, најмалку тројца штипјани ги запросија своите девојки, кои во 2014 година зачекорија со свршенички прстен на раката. Никогаш не е доста од божикни и новогодишни прилози. Еве го новиот предлог за денес во Лајт. Golden Christmas Tree или Love for Christmas е филм снимен 2012-та. Опуштете се во овој празничен период и ослободете ги емоциите. Congratulations! Accept love. Roger, do you feel anything anymore? Sorry, babe, I gotta take this. No, you never This is a very listen to important me. phone call. I think it's time for us both to move on. But when an old crush returns home for the holidays, Biscuit! Just in the nick of time. Oh, you gotta be more careful. Thank you so much for saving Bobby Alden? Heather Harley? everything changed. So good to see you. You too. Now, That Bobby seems like he's quite a catch. Yes, well, I'm focusing on my career and moving to New York. I just want to spend time with my family. I'm not going on any dates, not for a long time. with a little help from their friends, I think it's time we come up with a plan. I could really use your help. I'll be right there. Can you meet me down at Pier 17? I'll head over there right now. they will discover Strange coincidence? Or is it? that following your heart will help you find your dreams. Вака ведро, позитивно и се уште под еуфорија од лудата новогодишна ноќ ја завршуваме оваа лајтовска дружба. Јас ве поздравувам и ви посакувам да имате пријатен остаток од денот. Се гледаме веќе утре. Чао, чао!